Почитувани, власта на ВМРО ДПМН буквално аздисува со парите на граѓаните. Летаат тендери, летаат јавни набавки. Власта на големо троши пари, ама за лична промоција и политички маркетинг. На големо се перат пари. Каде завршуваат народните пари? Во чии џебови? Денеска ќе објавиме уште еден скандал. Додека семејствата на загинатите во Кочани немаат никаква поддршка од владата, додека болниците немаат никакви услови, исто и Кочанската болница е во тотален хаос. Владата предводена од Мицкоски троши милиони од државниот буџет, за да си го билда сопствениот рейтинг. Почитувани, владата склучила договор со бугарска фирма за фотографирање, снимање видеа и спроведување кампањи. Не за граѓаните, туку за промоција на Мицкоски и неговите успеси. И тоа не било каде, туку преку бугарска компанија. Додека во Македонија граѓаните едва и преживуваат, не можат да наполнат цела коштишка во маркет. Владата фрла астрономски суми. 1500 денари за една фотографија и над 15.000 денари за едно видео. Вкупно 380.000 евра. Претходно, владата склучила договор вреден 400.000 евра за анкети за мерење на рейтингот на Мицкоски. Анкети, спотови, слики, 780.000 евра, народни пари, за да се продава лажната слика на Мицкоски. Пари за реални проблеми нема. Пари за болниците нема. Пари за семејствата од Кочани нема. Но затоа има пари за спот, слика и комуникацијски кампањи за Мицкоски. Почитувани, 780.000 евра за маркетинг на владата само со 2 јавни набавки. Ова е класичен грабеж и перење на народни пари и ништо друго. СДСМ бара итна истрага за начинот на кој се трошат државните пари. Ги повикуваме Антикорупцијската комисија и јавното обвинителство да отворат постапка за овој случај. Доста беше молк. Македонија не смее да застане заложник на тендерски шеми на Мицкоски. Граѓаните заслужуваат правда, поддршка и вистински проекти, не пропаганда. Благодарам.